Руски адвокат, представен како лажен професор од Скопје, искористен за продажба на лек за притисок. Дали некогаш сте помислиле дека ликот од рекламата што ја гледате на интернет е некој друг, а не оној за кој што се тврди дека е? Што ако тој лик е представен и како бел мантил, со цел да ве убедат дека е медицински професионалец? Откако ќе поверувате во тоа, да помислите дека лекот го купувате по медицинска препорака. На интернет има неколку реклами изработени на ваков начин и вистиномер ги разобличува. Ова е рускиот адвокат Хенри Резник. Тој е криминолог. Но во овој оглас неговата фотографија се користи со лажно име. Тука тој има нов идентитет како професор и васкуларен хирург Миодраг Атанасовски од Скопје, кој ве уверува да купите Детоник, препарат за висок крвен притисок. Неговиот идентитет е погрешно представен, а потоа му се даваат епитети на врвен хирург. Целта е граѓаните да поверуваат дека голем хирург и доктор од Македонија, професор со извршени над 1800 операции, им препорачува производ кој ќе им ги намали проблемите на кардиоваскуларниот систем. Но професор доктор со име Миодраг Атанасовски во Македонија нема. Тоа го покажува регистарот на специјалисти објавен на страницата на Фондот за здравство. И додека непостоечки лекар со украдена фотографија од руски адвокат го нуди производот за висок крвен притисок, во странство препаратот има друга целна група. Во Хрватска Детоник се нуди за слабење, а не за висок крвен притисок како во Македонија. На друго место Детоник се рекламира против цистит. Различна земја, различна намена. Освен што професор Миодраг Атанасовски е измислена личност, измислено е и дека државата го поддржала препаратот Детоник, за наводно да се произведува во поголеми количества. Детоник го нема во регистарот на Малмет, официјална државна агенција за лекови и медицински средства. Пари за поголемо производство од државата препаратот не доби. На интернет со вакви манипулации се наведуваат граѓаните да купат и други производи. Не се знае дали производите се добри или не, но се знае дека луѓето што ги промовираат не постојат. Не постојат ниту нивните изјави. Станува збор за манипулативно рекламирање. Например, овој напис помнува лекар со име Зоран Чолаков, кој се користи за продавање на препарат против диабетес. Но ни лекар со такво име не постои. Истата фотографија во Словенија е искористена во сличен манипулативен текст, ама лекарот наместо Чолаков представен е како Себастијан Бартовиќ. Исто така наводен ендокринолог. Значи истата фотографија во различна земја носи идентитет на различен лекар. Измислицата се прилагодува на пазарот. Изгорена се и сфабрикувани се и лажни коментари од наводни корисници кои се фотомонтирани. Со лажен и манипулативен маркетинг се прави обид да се продадат производи за лекување медицински состојби. Личностите во овие реклами постојат, но не се лекари и не ги препорачуваат производите.